Добро вечер. Додека сите се под импресии на малиот дрон на стадионот на Партизан во Белград и со чудесните прославени Стетово и Струга и преписките кои што следуваат на релација Тирана-Белград, не знам зошто Македонија толку жолчно ги наблюдува овие полемики, тргнуваат за нас две важни, но редовно ги отфрламе како важни теми. Она за буџетот, која влезе денеска во собраниска процедура, прв ден расправа за буџетот во македонскиот парламент. Извојувам настап на еден пратеник кој што вели ВМРО ДПМН е јак и во криза, а СДСМ се покажува дека е слаб и без криза. Така отприлика изгледаат аргументациите околу новите бројки во буџетот за 2015 година. Денеска министерот за правда најави дека ќе го уважат барањето на Венецијанската комисија или коментарите на Венецијанската комисија околу предложените нови уставни решенија. Занимливо за нашата дебата вечерва, веројатно ќе претрпи измени токму оној за меѓународната финансиска зона. Мои гости вечерва на темата околу буџетот и парите и што значи приде оваа приказна со меѓународната финансиска зона, доктор Ванчо Узунов, добро вечер, професоре. Добро вечер. И професор Трајко Славевски. Добро вечер. Сам професор доволно, тоа беше одамна министер за финансии, веќе доволно одамна да забораваме, сега се занимаваме со други бројки. Наследникот во вашата министерска фотелја и за следната година е прилично расположен да вети добри бројки. Но до сега прогнозите на Ставревски не се исполнуваа и ми се чини дека немаме причина да веруваме дека следната година ќе бидат погодени бројките. Најзначајните сидра 4% раст на GDP-то и 3,5 буџетски дефицит. По назнаките од минатата година и податоците до август од оваа година, ви изгледа ли реално вака да се планираме за следната 2015 година? Интересно е што за оваа 2014 година, проекциите кои што беа пред една година, и јас ги оценив и јавно како пореалистични од можеби изминатите неколку години. Именно проектираната стапка на раст беше прилично приземната, веројатно заради преголемиот оптимизам покажан во изминатите неколку години. Сега состојбите во моментов се такви што изгледа дека таа бројка, таа цифра на реален бруто домашен производ, односно неговиот раст е достижна, со тоа што она што треба да загрижува се последните настани во моментов кога зборуваме она што се случува со намалените изгледи за растот на светската економија, акцептирано на средбите на ММФ и Светската банка кои што сега се одржа и она што се случува на берзите ни светот денови. Има масовен пад, именно расте песимизмот, дури некои очекувања, односно некои истравувања кои што ги наметнува евентуално ширење поголемо на ова заразниот вирус од еболата, понатаму кризните жаришта во светот и слично, водат кон забавување на светската економија и тоа може да повлијае и на потврдлање во растот што е проектиран. Кога станува збор за стапката на инфлација, сега за буџетскиот дефицит, стапката на инфлација кај нас е ставена инфлацијата е ставена под контрола. Буџетскиот дефицит тоа е волја, односно одлука на владата, може дури во последните неколку месеци да се приспособи за да се оствари таргетот. Владата има инструменти. Одложување на некои исплати, забавување на некои проекти и така натаму. Така што мислам дека нема простор за некое надминување на проектираната стапка на буџетски дефицит, затоа што во изминатите неколку години буџетскиот дефицит беше релативно висок на нивото кое што сега е проектирано, дури повисок, и мислам дека ќе се оди на тоа да се оствари таа стапка. Господин Узунов, 2012 година премиерот го коригираше буџетскиот дефицит во хотелска сала пред бизнисмени од 2,5 на 3,5, не во парламентот. Буџетскиот дефицит за минатата година ги надмина проекциите. Годинава повторно е бројката
3,5. Денеска пресконференција на социјалдемократите дека тенденциите до август во кој се потрошени 273 милиони од проектираниот буџетски дефицит, значи беа потрошени да ги покриеме изборите, без оглед што професорот Славевски вели дека можеме да се спастриме до крајот на годината, да се најдеме во бројките. Вашите проценки се дека тоа ќе биде невозможно, ама бидејќи со неподнослива леснотија таа бројка се согласуваме да ја редовно да ја промашуваме, а тоа се сериозни милиони, предвидувате дека ќе оди сериозно над 4 за оваа година. Да. Следствено на тоа е невозможно да очекуваме дека следната година баш ќе успеат да се спастрат или да се вратат на 3,5% од БДП. Видете, оваа година по сите изгледи, освен ако ние целата држава и буџетската потребувачка до крајот на годината има уште овие 2,5 месеци не претрпи неверојатно голема контракција, ќе отиде буџетскиот дефицит преку 4, сега можеби не многу, 4,1,2%, но тоа е далеку над проекцијата, дури и над ребалансот. За до година теоретски може, повторно теоретски може да се планира смирување на тој буџетски дефицит, односно почеток на негов процес на намалување постепено на еден среднорочен период, меѓутоа владата не покажува таква намера, нема таква тенденција. И тука фактички ние наидуваме на оној голем проблем кога се води економска политика и да се планира буџетот, на крајот на крајшта треба да постои волја да се одржат некои таргети, односно одржливи нивоа на задолжување и на јавна потрошувачка, за да може да се гледа долгорочниот аспект на економијата. Зашто велам владата не покажува волја? Самата во својот документ, стратегијата за управување со јавниот долг, нема поставено во новата. До 2012 година имаше и владиниот долгот на централната влада беше поставен како максимално одржливо ниво 30% од бруто домашниот производ, а на јавниот долг целината 40%. Новата стратегија од 2012 наам и таа се ажурира во текот на времето, нема таков таргет. Не е поставена бројка. Тоа покажува отсуство на волја на носителот на економската политика да каже докаде ќе си ги пружи нозете, колкава му е чергата. Докаде што сака затоа што има мандат. Е простиот одговор. Да, ама тоа значи живење на позаемена потрошувачка од идните генерации. Да, затоа што политичката елита го живее својот мандат. Она живее во период на еден мандат, али граѓаните не живеат во еден мандат, они живеат во еден свој век, колку трае. А и после тој век имаат своји наследници кои што не сака да им остават долгови. А влада кој задолжува не си прави себе долгови, туку им прави долгови на граѓаните. Отсуството на контрола, механизам за контрола е она што кај нас недостасува, а тоа е веќе прашање на нефункционалниот демократски систем, политички систем, и тоа е веќе една многу поширока тема што во моментов излегува до ова ваше прашање. Ако сакате можеме да дебатираме. Кога сме веќе професоре Славски кај темата за долговите некако ја начнуваме, вие предупредувавте уште 2012 година дека буџетот не е така растеглив како што понекогаш една комотна влада без сериозен коректив може да се однесува и тој во еден момент може да пукне. Ама овој нашиот изгледа како хелиумска топка која што постојано се дуја, никој без малку не се вознемирува дека тоа навистина може да пукне, се додека можеме да земеме кредити да сервисираме внатрешната приказна. Ама новиот амандман во Уставот кој што говори за замката, односно точката на која треба да застанеме, а тоа е 60% јавен долг од бруто националниот доход, ми се чини дека е одсечката која трча владата, оваа влада, во рамките на својот мандат да ја затвори приказната до 60, а потоа другите нека му ја мислат. Ево за гледачите, јавниот долг е резултат на претходно кумулирани буџетски дефицити. Значи, буџетски дефицит можете да направите единствено и во онаа мера во која што можете да обезбедите финансирање, дали од домашни или од странски извори. Ние во изминатиот период сме биле во подолги временски периоди во состојба и да сакаме да не можеме да направиме буџетски дефицит, затоа што нема од кај да го финансираме. Домашниот финансиски пазар е премногу тесен, од надвор тешко се обезбедува средства за финансирање и од тука тоа може би било причината за релативно ниски буџетски дефицити во периодот дури и по самостојувањето со некои отстапувања како што беше во периодот на конфликтот 2001 година кога и бруто домашниот производ
се намали за 5-6%, па така и помал буџетски дефицит на помал буџетски на помал брутодомашен производ, релативно испаѓа поголема цифра. Сега, пак е прашање сега на шпекулација, треба нечии мисли да читаме дали тоа е таргетот и така натаму. Факт е дека, и тоа и економистите предупредуваат, дека во последниве неколку години, особено 3-4 години, кога стигна голем број на проекти кои што претходно се одложуваа, дали заради слаб капацитет на јавната администрација за спроведување, дали заради недостиг на средства, најнаш стигна потребите за исплати на извршени работи, за проекти, и тоа се акумулираше и од тука надминувањето, дури достигнувањето на 3% буџетски дефицит, што за нас во минатото било висока цифра, во нормални, да речем мирновременски околности, и дури надминување на таа цифра до овие 4% кои што, или 3,9, 4,1, колку е конечна цифра минатата година. Сепак мислам дека постои разбирање дека и она што го кажуваме ние, 40% јавен долг на централната влада, може би е знакот за аларм за економија како што е Република Македонија. И сега тука е бескрајна ова дебата што се влегува, како влегува и така натаму. Внимавајте. Вака ево едно мое прашање. Зошто сме така дистанцирани дека е, како се вели, беззначајна дебата. Вие во едно интервју велите, ако малку не сме мрзливи, ми седнеме да ги собираме сите податоци, јавните предпријатија, фондовите, општините, заемите за предпријатията во кои државата има свое учество, за кои што гаранција дало собранието, ќе стигнеме до точната бројка на вкупниот долг. Јас ви велам, зошто јас тоа да го правам пешки? Човекот кој што е клучар на мојата каса е должен да ми одговори на простото прашање. Колку е вкупниот јавен долг на Македонија? Не, човекот има институции од кои што тоа живеат, има институти и така натаму кои што можеби за јавноста може да ја представат таа цифра. Нели е за вас ненормално дека во извештајот на Европската комисија се предпоставува дека вкупниот јавен долг е околу 50%. Господе, зошто да се предпоставува? Јас сега нема да шпекулирам околу цифрите. Да речеме, ево земете го, нека е централната влада 40, ако владата шпекулира, до 50, ама има една теза што е многу интересна, ако сакам да ја коментирам, дека наводно сега и со она во уставниот амандман предложениот во врска со ограничувањето на висината на јавниот долг, дека оваа влада настојува, како што и вие спомнавте, нели, таа импликација да потроши, да го достигне тоа и да си оди, така? Кој ви гарантира дека ќе си оди? Кој ви гарантира дека такви се аспирациите? И јас можеби сум очекувал дека мандатот на сегашната гарнитура... Вие подобро ги познавате, се повлекувам. Не, јас ги познам, ама јас не ја познам доволно, затоа не сум професионален политичар, не ја познам доволно гласачката јавност, така? Не е волјата на еден и на друг дали ќе остане на власт уште наредните 10 години, тоа зависи од избирачите, нели? И сега е интересно, тоа малку ми е смешно, мене морам да ја признам. Како избирачите да не се пари, еве буџетскиот дефицит за оваа година потврдува во првата. Сега овие сакаат за 2-3 години да достигнат, а што ако ги добијат и следните избори? Има една интересна теза тука се да се надоврзам на овој разговор. Имено, теоријата вели, и ние тоа го знаеме многу добро и за праксата, дека државата, кейнзијанска нека ја речеме, али тоа не е се пресудно за гледачите. Државата има право, е оправдано, да се задолжува во услови на рецесија, на опадната конјунктура и така натаму. И тогаш да, живее малце на сметка на иднината, но за да ја преброди полесно кризата, ако ќе излезе од кризата, треба да почне да го враќа тоа и уште да акумулира можности за во иднина кој ќе е пак во рецесија да се задолжува. Тоа е стабилизацијската функција на... Супер. Сега, според најновите податоци на ММФ и Светската банка, ние сме економија втора во Европа беше со највисок раст. И владата со тоа се фали. Нека се фали. Меѓутоа, тука има многу големо прашање меѓутоа. Значи, ние сме излезени од рецесија. Сега ние треба да ги враќаме стекнатите направените долгови и да акумулираме малку и суфицит простор за во иднина, бидејќи знаеме дека окружението меѓународно, еве и го каже и колегата Славевски, и анализи на светски институти го кажуваат, не е баш изглед дека сега иде полет развој, фаза на развој на светска економија, може и Македонија пак да паѓа во некоја криза. Бројките можат подобро да ни ги објаснат овие моменти.
Ако нашиот сериозен колапс од кризата 2001, која ја третираме како екстерен шок за економијата, успеваме 2006 година, не ја третирам како СДСМовска, 2006 крајот завршува со 24,2 јавен долг, 2012 28% е јавниот долг, 2013 34%, 2014 до сега се определя дека во моментот е 44% на централната влада. Имате ли податок за 2005 година? Што не го кажувате дека тоаш беше 50%? Да, не имено тоа вика. На моментот на кредит тргна по 2001 колку време ни требало од екстерен шок да се вратиме. И сега она што и вие претходно сте го анализирале дека ние мораме да погледнеме генезата на кризата на овие бројки. Без никаков екстерен шок во овој период, ако ја исклучиме светската криза и рецесијата, која никогаш изгледа само како чадор, домашната полемика е дека тоа е убавиот чадор за кој што се сокри една политика која исклучиво сака на овој начин преку позајмување да допингува и внесува нешто што реално не го поседува во својот фискален капацитет да може. Тоа не мислам на вас, ако вие го кажавте во општа смисла, ако е тоа убавиот чадор, тоа е најциничната квалификација што јас сум ја слушнал. Каков убав чадор кога кај нас колабираше извозот, нели? Со мало задоснување, кај нас кризата во 2009 се почувствува, така? Извозот колабираше, се намали и увозот. Мислам, последиците од светската, финансиската и економската криза, рецесијата беа стравични. Така што не можеме тоа да го подцениме. Не мора владата да ја прашувате и да ја верувате, прашите ги корпорациите, фирмите во Република Македонија, како помина и колку време им требаше да ги повратат пазарите, нарачките и така натаму. Мислам, тоа е прашање за кое што не треба да дискутирам. Ова, узумав, ако може малку коментар, Македонија капка во тоа море во европската, светската економија, па оние мали поместувања нагоре, надолу, не мора да, односно, не треба да бидат водилка за водењето на ваква или онаква стабилизацијска политика. Ево, гледате, постои опасност еврозоната да влезе во трета рецесија. Тоа може да се случи од она што се навестува, така? Добро. Така што не можеме да бидеме, да речем, толку комотни. Јас се согласувам со вас, јас и вие добро знаеме дека кумулирани дефицити, или ако имате дефицити во 4, 5, 10 години, во наредните 5-6 години треба да имате суфицити заради буџетското ограничување на државата, како што е кај секој домакинство. Она што го позајмувате во еден период, кога сакате да трошите повеќе од доходот, кој што е релативно низок, мора да го вратите со штедење во иднина. Од тука мислам дека јасно ни е дека предпазливоста и поголема предпазливост е препорачлива. Препорачлива е, меѓутоа, освен вака на дебати ние што си ги правиме, во документи кои што ги предлага владата, за жал тоа не го приметуваме и се овие дебати би требало да придонесат, ако воопште можат, некако во тоа смисла. Суштината на проблемот е во овие следниве две прашања многу битни. Прво, Македонија оствари раст. Меѓутоа, кои се неговите двигатели? Продуктивноста на трудот, најбитниот квалитативен учинокот на работната сила, просечен, не е зголемен. Што значи, растот не е резултат на фактор кој што е одржлив, за нас ни каже и понатаму оваа економија ќе расте со некаква си добра стапка. Туку е остварен врз основа на позајмена потрошувачка одиднина, акумулација одиднина, врз задолжување. И второто тука прашање е, а колкава стапка ќе имаше Македонија сега на раст во оваа година, конкретно, ако немаше задолжување и буџетски дефицит огромен, особено во првите 6 месеци, кои што се однесуваат на податоците што ги офаќа ММФ, многу пониска. Тука сега е и второто прашање. Колку од тој раст го осеќаат граѓаните? Според податоците на Светска банка за 2010 година, произлегува дека 180.000 луѓе во Македонија, тоа е 9, скоро 10% од вкупното население, живее во Македонија просечно дневно со околу 40 денари. Тоа се по долари од 2005, по паритет на ППП, пресметани во денари 2014 година. 40 денари дневно, 9% од населението. Огромен дел од населението де факто или осиромашува или стагнира, воопште не му расте стандардот, а многу мал дел елита станува се побогата. Тоа е елементот на раслојување и кога има високи стапки на раст, не се подобра целокупната структура на и богатство на економијата на сите граѓани. И само секунду, уште едно трето прашање.
Владата за оваа година на буџетот, да се вратам, она планира буџет од 3 милиарди и буквално и мора да го направи сега. Затоа што ние почнуваме да плаќаме сметката на досегашните задолжувања. Огромен дел од догодишниот буџет ќе иде на враќање долгови. И кој ќе видите, владата планира поголем буџет него до сега, ама нема некои преголеми поместувања кај издатоците буџетски, нити кај капиталните расходи, и оние се, ја не би ги наоко козметички, меѓутоа символични, можеби, поместувања на платите и пензиите, на платите на јавниот сектор и на пензиите. Што значи, голем дел ќе оди на враќање на долгови. А буџетот мора да биде од 3 милиарди, стопанството не може да го одржи. Буџет мислите на расходите, така, Расходи, затоа што приходите се разбира, на расходите. Расходите се стагнираат последниве 4 години. Тоа е капацитетот. И таа бројка повеќе ме плаши мене него порастот на бруто домашен производ 4%, бидејќи владата предвидува пораст на приходите за 5%. А како? Тоа е невозможно. Оваа година не ги остави приходите. Останавте должен на ваш коментар, дали вас ви изгледа како политички ризик сега да одлучите со уставна норма да го ограничите јавниот долг на 60%? Дали е тоа за вас политичка порака или доколку ќе се најдеме пред тој зид, веќе трошиме до границата на тој зид, ние не сме подготвени за никаков екстерен шок. Без оглед дали се тоа внатрешни тензии, дали се тоа природни непогоди, дали е тоа нова финансиска криза, но овдека имаме навика да ги третираме сите работи како тоалет хартија, па веројатно и кон уставот еден ден така ќе се однесуваат. Моето лично мислење е дека тоа е маркетиншки трик на владата да покаже дека еве се грижам за тоа да не дојде оваа држава презадолжена, мислам на идните генерации. Зашто го зборам ова? Првиот факт. Зашто уставен амандман што се носи сега да важи од 1.1.2017 година? Нема никакво оправдување, ама никакво оправдување. Си купувам 2 години. Зашто? Ако си искрен, почни од 1.1.2015. Второ, за таа работа нема никаква потреба, тоа става во устав. Тоа се прави во закон. И тоа СДСМ, и не само СДСМ, го предлагаше уште пред повеќе години. Значи, втори елемент. И третиот елемент. Мислам, ова го кажуваше и колегата Славевски. 60% од БДП јавен долг е една бројка која што така е интересна за јавност, буквално е сега некоја си магична бројка, како на тајната формула на Кока-кола. Која е, па никој не ја знае, па тоа е сега мистично нешто. Издржливоста на јавниот долг зависи од економија до економија. Не е иста за Македонија како за Србија, како за Бугарија, да не збориме Германија или САД или Јапонија. Значи зависи од конкретна економија и од конкретен период од нејзините фази на развојот. Не колкава е висината, туку кондицијата да можеш Прво, да на што се враќаш. потрошени парите, за што е направен долгот? Ако се потрошени на продуктивни цели и инфраструктурни објекти, тоа е едно. Ако се потрошени на тековна потрошувачка плати и пензии, тоа е сосема друго. Тогаш кондицијата за враќање на долгот година е драстично помала. Второ, каква е економската структура на економијата? Извозна, конкурентност, неконкурентност, виталност, мали и средни предпријатија можат да се групираат околу тие странски инвестиции или странските инвестиции тука само имаат некои милиена искористување на ефтина работна сила. Има некои позитивни буџетски приходи од нив, ама не е тоа крајот на приказката. И трето, не е зависно само како бројка, него и како процес на одржливост. Што значи, ако сакаше владата да каже дека стварно се грижи за иднината на ова, Србија има многу подобар предлог, например. Таму е ограничување, но не е како бројка толку посто 60% од БДП. Туку една формула цела по која се измерува максималното одржливо ниво на долг на економијата и тоа е внесено во закон, така да не сме да се пречекори од ниедна влада. Зашто тоа не го направи Македонија? А не е далеко Србија да видиме тој пример нејзин? Професоре, во повеќе наврати, можеби, барем најмалку од пред две години читам ваши текстови во кои што велите дека сериозна влада при вакви искушенија е должна преку конкретните постапки да испраќа пораки дека мора да почне да се собира во своето поведение. Ние тоа и понатаму не го гледаме. Имам впечаток дека секое појавување кога ќе видам дека е целата влада, знам дека се отвара нов пакет во кој што се прилепуваат нови апликанти. Да, се разбира дека тоа се ранливи категории за кои мора да се најде некаков начин, но очигледно дека социјалните пакети немаат крај. Никој нема храброст отворено да зборува за проблемите со пензискиот фонд денес,
уште помалку пак да размислува како тие ќе ги сервисираме во иднина. Зошто фелата, да речеме сега, професорската, нема одважност да зборува со тој јазик кога комуницира со политиката? Да подпрашам кога комуницира професорската фела со политиката. Мислите на јавните дебати? Да. Така? Не, прво, вие сте сведок дека во Република Македонија на прсти се бројат од секоја област она што се нарекува јавен интелектуалец. Односно, лица кои што себе се сметаат или другите ги сметаат за интелектуалци, се подготвени своите ставови, односно да се произнесуваат и да промислуваат за јавните прашања. Најголемиот дел по собствен избор се затворени и не комуницираат, како што вие спомнавте. Јас можеби погрешно ве разбрав со политиката. Значи сега не можам во името на сите други останатите и можеби е премногу да очекуваме од нив. Зошто би очекувале? Тоа е она сваќање од францускиот поим за интелектуалец, нели, кој интелектуалците си придаваат некоја значење дека е богови. Нема врска, мислам, треба да зборуваме да се симнеме малку, секој да си ја врши својата работа, секој има дефинирани задачи, ако се на универзитетите, нели, да ги извршуваат, и друго е колку ќе учествуваат во јавниот живот. Јас сум имал вакви полемики со мои поранешни колеги. Уште пред 70-80 години мудриот Кейнс кажал дека сонува за свет кога економистите ќе станат корисни како заболекарите. Има конкретен проблем, реши го, ако може со алатите со кои што располагаш. Тука премногу политика нели нема. Сега, мислам, тоа прашање има и нема одговор. Прашање на политички избор, односно одлука. Кога ќе побарате коментар, велат, мене владата би требало да почне да размислува, да биде предпазлива, и сега моето прашање дали е веќе дојдено време да го промениме речникот во комуникацијата околу предупредувањата дека е невозможно на сцената кога наблюдуваме се да изгледа како важното да има се уште доволно, и баш сега на министерот за труд и социјална политика еден ден му текнува и ова, некој друг министер му текнува и ова, и просто губите представа дека таму Добро, со азното има проблем. Ако се очекува од експертите од интелектуалците да предупредуваат, оние што тоа се одважили да го прават. До каде ќе стигне нивното предупредување, односно глас, е повторно прашање на избор, односно одлука и на самата политика, кого или чие мислење ќе прифати, затоа што тие, впрочем, одговорноста имаат пред гласачите во демократскиот систем на избори и така натаму. Така што за ова прашање околу приоритетите на политиката. Еве, јас најдиректно ве прашувам. Ако ги следите годините и политичкиот ракопис во сферата на економијата на министерот за финансии Ставревски, дали исчитувате една спирала од која не може да побегне понатаму ниту овој премиер сега, ниту било кој после него, а да не мора да ја продолжи истата практика дека со големо задолжување мора да ги сервисира домашните потреби од месец во месец? И со домашно и со надворешно. Добро, задолжувањето расте последниве, да речем, неколку години. Така. Оваа влада тргна од една висина на јавен долг, која што е намали за можеби цели 18% поени со предвремената отплата на долгот спрема Парискиот клуб, Светска банка и така натаму и така натаму. Како последица на кризата и како последица на што претходно го кажав, на некои амбициозни проекти кои што стигнаа за наплата, растат, нели, потребите за финансирање и расте обврска за задолжување. Но се уште може да се најдат извори кои што сметаат дека Република Македонија е кредитно способна. Инаку не се толку кредиторите во странство издашни. И внимајте, многу мали, ние имавме среќа со оваа последната еврообврзница, затоа што беше бонанца на кредитните пазари. Знаете што се случува денес, последниве денови? Долгот, цената на грчкиот долг, која што се беше после сите оние турбуленции што ги поминаа, симнала на неколку проценти, 3-4%, денеска изнесува 9%, утре може да биде 13-14. Значи сега веќе се стегаат
пазарите. Тоа е прилично волатилно. И сакам да кажам дека и тој фактор треба да го има во предвид секоја влада, дека не е секогаш состојбата на пазарот таква, каква што беше оваа година. Мислам, владата тоа го знае. Имаше неколку неуспешни обиди за издавање на евроврзница 2011, 2012 и така натаму. Кога професор Славевски зборува за тој довршува, јас со едното го слушам, ама со другото мислам на една конструкција реченица, вели имаше, да погледнеме што имаше овие години, имаше големи инвестиции, јас превртувам низ глава, не беа автопати, брана не изградивме, нешто сериозно не изградивме. И при тоа претпоставам големиот проект е овој Скопскиот во центарот, чии што како се вика, финансиски перформанси уште не ги знаеме докрај, некој како професорот ми не рекол, седни полека и гледај ги сите анекси, ќе стигнеш до точната бројка колку тоа чини. На крајот главното, автопатот повторно е сериозен кредит од кинезите. Не, видете, имавте право и знам дека колегата Славевски не може да одговори она прашање зашто интелектуалците и од економската сфера не се вклучат во дебата, да се вклучеа, навистина ќе помогнеа и сега тука ние доаѓаме до една ситуација каде што владата гледате дека за бизнисмените воопшто не прашувам, таму веќе сум се договорила со себе дека тие се име прифатливо. Друга фела, кај нив дебатите се сведуваат на друга работа, меѓутоа професорите и другите интелектуалци од институти, колку ги имаме, треба да зборат. Бидејќи ја оставаат простор на владата преку својата пропаганда да си ја тера својата политичка агенда без да води последици што се случува после нејзиниот мандат. И вие имате следната ситуација во Македонија. Истиот премиер, кој што до пред неколку години тврдеше дека не гради автопатишта, затоа што на просечниот граѓанин во Македонија автопатиштата ништо не му значат, он по нив не се вози, и ги гради локалните улици по селата и малите населени места. Сега тоа е заборавено, сега истиот премиер вика ние сме оние што градат автопатишта, инфраструктура и ние на тоа го планираме својот иден односно развод на Македонија. И гледате како едната со другата изјава, значи два премиера различни од партија да ги дадат, па ќе се чудиш како има такава дискрепанца. Не истиот премиер во истата влада само после неколку години разлика, тоа е затоа што меморијата кај граѓаните што било кажано се губи, а критичката јавност молчи. Добро, ги изградиле сите овие по селата патишта. Ама тука имаме еден друг проблем кој што се однесуваше на ова што вие претходно го потегнавте со колегата Славевски. Имено задолжувањето во Македонија во последните години. И дали може во иднина да се избегне тој ракопис на било кој министер да не мора да ги прави истите овие задолжувања тековни и еднонеделни пред исплата на пензии или странски кредити и евроврзници. Може. Ама треба да смени политиката од себична во несебична и од кукавичка во храбра. Конкретно кај социјалните давачки. Социјални давачки во Македонија има многу голем вид со многу мала издашност. И анализите покажуваат озбилни дека многу мал процент од населението кое што е социјално загрозено група, тие социјални давачки го излекуваат од сиромаштија. Бидејќи средствата, целиот социјален систем е тотално неефикасен. Комплетно неефикасен. Тоа е не многу реформирано социјалистичкиот период. Прво го споредуваат центри за социјална работа. Судски одлуки и дискрециони права имаат центри за социјална работа кои што по закон не би смееле на тој начин да работат. По законите сега во Македонија, но тоа ние го пренебрегнуваме затоа што е алатка, е инструмент на политиката, на политичарите да вршат влијание врз гласачите. Тоа мора да претрпи голема реформа. Да се прво идентификуваат стварно социјалните случаи и потоа да се осигураат помал број на социјални давачки, но поиздашни. Кога некое семејство ќе добие социјална давачка, да го излече тоа од сиромаштија до граница. Да се извинам сега века, до ова не беше прашање, сега јас можам да одберам тема и да се зборувам. Не праша за Значи, сакам да кажам, ние сме тука да го искористиме времето да помогнеме да опатиме некои пораки, така? Точно тоа, Трајко, значи ако се редефинира политиката, ама не да биде во корист на партијата него граѓаните, ќе се избегне оваа ракопис и до недоглед ситуација за војнина, сите министри ќе мора да се задолжуваат за да ги сервисираат тековните давачки. Нема да биде лесно. Овде правиме пауза за реклама. Кога бевме мали, си игравме и правевме наш дом. Место во кое сакавме да ни е убаво, забавно. Да сме на сигурно.
Желбата за собствен дом останува за секогаш во нас. Кров над глава за сите нас. Вечер ќе се видам со него. Следете го секое неизино движење и најдете го пакетот подитно! Ова е сложен алгоритм. Ќе ми треба време да го дешифрирам. Не најдам, мора да одим. Сакам пакетот по било која цена! Го најдов. Тоа не сме да стигне во погрешни раце. Сакате факти? Ќе ги добиете. Пакетот што го баравте е тука. Секој нов ден е ново ветување дека ќе бидеме тука за вас и за сите оние што ви го прават денот подобар. Откако ќе се појави, ова чувство веднаш се засилува. Лази како морници. Го забрзува пулсот. Буди моќ што не запира. Конечно, слободно е да се претвори во брзина. Кое гориво го возбудува вашето возило? Порше го избра Ектоплус од Лукоил. Прославата продолжува. Нова јубилејна понуда на богато опремена А-класа. Тренди со стилски и урбан изглед. Изберете меѓу стайл и урбан пакет на опременост. Подарок од 120.000 денари. 20 години Мак Аутостар. Искористете сезонската понуда на Виолетовиот потрошувачки кредит со најниска каматна стапка од само 6,2%. Аплицирајте за НЛБ потрошувачките кредити, без меници и без трошоци за одобрување. Понудата продолжува до 31 октомври. НЛБ Тутунска банка. Фискализирајте се со АМЦ. Најголем избор и најдобра понуда на фискални апарати. Сигурност и доверба. АМЦ, вашиот пријател во дигиталната технологија. Барате совршена клима. Следете ја црвената линија. Поекономично и поефикасно грејење. Рамномерна распределба на температурата. Свеж и чист воздух. Паметни решенија за подно грејење. Топлина што ќе ја сакате. Од Рехау. Новите Бекутан пелени се избор без дилема. Сега потенки, помеки и со подобрена апсорбција за заштитена бебешка кожа. Со зголемена еластичност за поголема слобода во движењата на вашето малечко. Бекутан, нежно, уште од првиот допир. Славиме 7 години, 7 недели со 7 смарт телефони. Само оваа недела LG F60 за 99 денари месечна рата и дополнителни 3 гигабајти интернет со VIP Postpaid. Повеќе за вас. VIP. Кога започуваме со постапка на вонтелесно оплодување или инвитро фертилизација, инсистирам и двајцата партнери да бидат здрави и ментално силни. За да се зачне здраво дете, и двата родители мора да имаат силен имун систем. Затоа го препорачувам G132 црвено пакување, најдобриот антиоксиданс кој е одличен имуностимулатор и имуномодулатор. Мислете на иднината и вашите поколенија и користете ја формулата на здравието G132. Технома 2014. Најголем деловен саем од областа на металургијата, електрониката, енергетиката, градежништвото и третиот саем на транспорт и логистика од 14 до 18 октомври на Скопски саем.
вечер ќе се видам со него. Следете го секое неизино движење и најдете го пакетот подитно! Ова е сложен алгоритм и ќе ми треба време да го дешифрирам. Не најдам, мора да одим. Го сакам пакетот по било која цена! Го најдов. Тоа не смее да стигне во погрешни раце. Сакате факти? Ќе ги добиете. Пакетот што го баравте е тука. Оставете ги редовите, гужвите и нервозите зад себе. Сигурни и лесни плаќања преку интернет од секаде и во било кое време. Вршете било какви безготовински преноси од вашата денарска трансакцијска сметка и имајте увид во своите финансии. Толку едноставно, што секој може да го користи. Интернет банка на Комерцијална банка. Скокни го редот. Македонија во политика прибегнувала во изминатите години на чудесни решенија на Трампа за политика за пари, како што беше авантурата Тајван. И тоа може би не опишува на мапата меѓу ретките држави кои политиката меѓу другото на меѓународна сцена ја разбирали како трговија. И сега последната идеја со меѓународната финансиска зона, за секој од власта која што вели зборувате глупости, прашањето е не било јасно и навистина не е јасно. Но проблемот е кој е тој што треба дефинитивно да ги постави работите да бидат сосема јасни, ако зборуваме за нешто што веќе од задутре ќе биде уставна норма. Венецијанската комисија прави одреден коментар, меѓутоа тој ја следи само правдата логика, професор Узунов, дека она што го говори уставот за суверенитетот и неделливоста на државата, дека постои опасност за држава во држава и третата додавка е дека постои ризикот тоа да се претвори во пералница на пари. Денеска министр за правда вели дека тие забелешки ќе бидат сериозно земени во предвид и оваа идеја на крајот ќе не заштити од сите големи прашалници што ги поставуваме што е тоа. Но вие во текстовите кои што ги пишувате и понатаму сте сомничав дека проектот не тргнува со добри намери, следствено на тоа ако овој пат до чудесниот финансиски рај не е поплочен со добри намери, тогаш не можеме да ја разгледуваме ни правната норма. Не, можеме да разгледуваме и правната норма и мислам дека и треба да разгледуваме и правната норма во контекст на економските последици кои што ќе дојдат, бидејќи еве не мора да идеме подалеку, со колегата Славевски знаеме сега пред некој ден награда Нобелова доби Тирол. Едно од основните објаснувања е пазарот не функционира како невидлива рака, туку врз основа на одлуките донесени базирани на регулативата со кој пазарот е воспоставен и регулиран. Така и овде, ние не можеме да бегаме или да се подпираме на идеја, ма тоа е наша добра намера, ако не е добро срочено, намерата е добра и тоа ќе биде добар проект. Рековте, патот до пеколот е попрочен со најдобри намери. Современ систем, општествен, од било која сфера, политички, економски, социјален, здравствен, било каков, се гради со добро воспоставени правила, кои што базираат на принципи, на демократија, на владење на закони и да не редам сега многу вакви термини тука професорски. Што во конкретниот случај, за што станува збор? Одговорен да го предложи правната предлогот на уставните измени е негов предлагач. Нема кој друг. Предлагачот е тој што кажува има ваква намера, тоа е намерата, образложение колку треба, повеќе пати. Тој вели доволно е една реченица, како Луксембург. Една реченица не е доволна. Никогаш не е доволна, дури ни да уведете одлука за формирање на нова самопостојка во општина во која нема ни една. Па треба да кажете дали сепак постои потреба. И за тоа би се направило реклама. Ама не, пак е одлука, инвестициона одлука. Физибилити студија. А да уведете ваква измена во уставот, тоа не бара физибилити студија, тоа бара цела
една голема, огромна студија со многу дебати, со многу советувања, анализи од посебни тимови, па да дојдеме до тоа дали треба и ако треба како. Идејата немаме многу време до крај, сакаме со професорот Славевски. Само секунд. Значи вака. Ја го земав уставот на Луксембург. Нема таква работа во уставот на Луксембург. Ништо такво не е дефинирано во смисла во уставот на Луксембург се вели дека финансиското работење во Луксембург ќе биде во посебна зона кај што другите правила на законите во Луксембург нема да важат. Такво нешто нема ни во Лондон. Мислам за Лондон во британските закони. Што значи, ние имаме нешто овде што е сосема различно. На што личи тоа различно? Буквално на офшор зона. И затоа излезе тезата, не е ова идеја Луксембург, туку нешто друго. Да било идејата на Луксембург, ајде да видиме генезата на развојот на Луксембург како меѓународен финански центар. Ова е Кипар, Кајмански острови, Белизе или... Така наликува образложението. И тука беше основата на сите оние критики кои што произлегоа. Сега да... Тие на крајот шлагот го става Венецијанската комисија и сега да ги видиме овие измени кои што евентуално можеби ќе следат. Професоре Славевски, која е мојата дилема и зошто тргнувам по патот на размислата дека зад ова се кријат некакви други намери? Ама цитирате Библијата, нели? Мислите дека намерите се најдобри и некој не знае дека нешто може да се случи на тој пат. Не. Два пати беше цитирана. Да, тоа е за пеколото, јас велев патот до финансискиот рај. Тоа е парафраза. Ја парафразирав идејата за патот до пеколото. Еве да не биде невкусно со пеколо. Кој ќе го погледнеме извештајот на Европската комисија, описот на оваа држава изгледа дека скоро од сите шини таа почнува да излегува од својата уставна конституција, ако сме ригорозни во толкувањето што ни напише во последните извештаи Европската комисија. Како таква земја, со скромни досегања во контролата на она што го опишала во својот устав, е така претенциозна и мисли дека баш тука сега поседува сите атрибути да основа меѓународна финансиска зона и кој освен шпекулантите би дошол во таа финансиска зона предходно да провери, да рече, чеке да видиме Македонија и чита 3 пристојни извештаи и сваќа за што всушност се работи. Каква е таа претенциозност себе си да се препорачуваме во добри за се по дома, па би имале дури нешто екстериторијално финансиски кое што ќе ги исполнува сите меѓународни стандарди. Добро, вие знаете, имате доволно искуство дека не треба да подценуваме ничии соништа, нели? Има препорака немој да ги подценува соништата на другите, така како е некој сон. Сега најсериозно. И тие се будат и го менуваат уставот. Спомнавте во негативна конотација Кипар и Луксембург. Едната е одамна, Луксембург, нели, од основачите на Европската заедница, Европската унија, Кипар е нова земја, членка на Европската унија. Значи, јако ги ставате во негативна конотација, Европската унија со тие земји членки нема никаков проблем. Вака сега, има повеќе аспекти. Прво, намерите. Така. Јас ви тврдам дека доколку владата, нели, која што е предводена од ова раководство повеќе години и при неколку измени, реконструкции и така натаму, да имала намера за ова нечисти пари и така натаму, тоа ќе направила уште 2007 година. Јас сум жив сведок кога имаше тогаш доволно пари. Не. Јас сум жив сведок, некој друг имал. Јас сум жив сведок, нели, како член на влада, кога имаше притисоци од разни страни за либерализација на тековите на капитал, да дојдел капиталот на македонски, да речем, високи функционери дава јавни изјави дека ќе ги амнестираат доколку го вратат капиталот на. Нормално, нели? Тогаш лично премиерот, председател на владата беше изречито против. Мој е сега, ако правам некоја паралела, да се сакало нешто да се направи, ќе се направило тоа. Прашањето на екстериторијалност, нели го покренуваат правниците. Дека ќе се изгубил, ако такво, ако она што е замислено или како што е опишано во уставниот амандман, се реализира. На некој начин еден вид на екстериторијалност имаат и технолошко-индустријските развојни зони. Јас никогаш не сум влегол, не знам дали може да се помине, да не бе застане некој таму, ќе праша што бараш ако немаш ти активности во таа зона, така? Ќе го изгубила суверенитетот државата. Во срцето на Рим, нели, во Италија имате држава во држава, Ватикан е таму, па Сан Марино и така натаму. Ништо не им фали на тие држави. Напротив, тоа е причина да милиони туристи пребегнуваат таму.
Така што мислам дека има многу и да речам мали информации од едната страна од предлагачот, требаше да биде потранспарентен, а од другата страна неоправдани стравови, малициозност и слично. Дали сте тогаш близко, само кратко кажете ми, до бидејќи уште не се во владина процедура како завршува нели јавната расправа овие решенија, дали мислите дека тие не може да бидат испратени до собранието како решение ако уште малку сериозно не се посветат на деликатноста и последиците, ако тоа не е докрај промислен проект? Не може Вака сега, исто не знаење на учесниците во дебатите. Замислете сега дека имаме еден дискутант... Па тоа е проблемот. Велите сакаме јавна расправа за уставните амандмани, а не нудите елементи на кои што може да се води расправа. Еден дискутант во објавени дискусии, што ги прочитав, спомна 50 квадратни километри и така натаму, што е апсурд, нели, во слободните финансиски зони во Дубај се на некаде 200 хектари најмногу овај површина. Внимавајте, сега во контекстот на ова стегање во светски размери на веќе донеле одлука оние кои што ги поттикнуваа овие даночни скривалишта, раеви и така натаму. Па тоа беа големите сили, тоа беше Велика Британија, во срцето на седе во државата Делавер има такви активности, нели, компании по 500 на една адреса регистрирани и така натаму, тие сега почувствуваат дека тоа им штети и ги стегаат прописите, законите, транспарентноста и така натаму. Вие знаете во ЕУ, Австрија пред 2 дена конечно дигна раце, нели, бело знаме, кажа во ред, правите што сакате. Австрија беше земјата која што беше даночен рај за огромен капитал на германските бизнисмени и така натаму и така натаму. И сега замислете во таква една констелација, која е таа наивност да се очекува дека на Македонија било дозволено да се перат пари, нечист капитал и така натаму. Па како ќе доаѓаат? Тие ќе доаѓаат со парите, со коњи, во кеш, во магариња и така натаму. Се знаат финансиските институции кои што во светската финанска архитектура имаат можност за трансфери на пари. Па знаете, ова сега што се закануваат на Русија дека ќе исклучат од SWIFT. Ако ви исклучат од SWIFT, нема еден денар не може ни да влезе, односно долар не може ни да влезе, ни да излезе од земјата. Затоа велам дека дебатата е оптоварена со многу незнаење, многу малициозност, а тоа е можеби по вина на предлагачот што ево не се појавува на ваква емисија да подискутира со оние кои што имат прашање. Мислам дека прашањето е преувеличено, дека има премногу погрешни ставови. Напротив, мислам дека прашањето не е доволно ни потенцирано. Видете зашто. Не може да се правда преизмена на устав со најдобри намери. Реченицата што приеска кажавме, со најдобри патот до пеколот е поплачен со најдобри намери. Хитлер убил милиони евреи во логори, правејќи најдобри намери. На крај сме на емисијата. Нема врска паралела. Значи, нема врска паралелата, него има врска тоа идејата дека намерата. А добро и да не е оваа влада, некоја една влада ќе има намера. Значи, во 21. век правилата на играта се пишуваат според демократска процедура и треба да ја почитуваат основната идеја на уставот дека контролата на сите работи во државата претекува од оној кој што ја создал таа држава, тоа се граѓаните. Овде со идејата како што е предложена во амандманот за оваа финанска зона, можат да влегуваат пари во државата. И ни еден македонски граѓанин, ни суд, ни институција, ни завод за ревизија, ни собрание, ни УЈП, никој не смее да каже било што. Ништо, бидејќи нема ингеренции. Зоната ќе си има свој законодавна, судска и извршна власт. Која власт, која што ќе сочинуваат, не знаеме кој. Во амандманот ништо не пише, предлагачот не кажува. И сега тоа е дефинитивно милје кој што вика овде има нешто што е многу чудно и од кај знаеме ние каква е намерата. Намерата е една, ама системот функционира врз основа на правила и институции кои што ги контролираат, а не намери. И тоа е многу јасно. Добро, знаете ли дека само последна реченица. И ова да го знаете, дека нема од поголемите трансакции што ги прават и наши субјекти, компаниите, онај најлегалниот бизнис. Знаете ли кај се решаваат ултимативно споровите? Пред арбитражни судови. Значи нашето судство тука... Ама може да дојдат после тоа на суд. Ако не успее арбитражата, може да дојдат на суд, а ваму не може да дојдат на суд. Тоа е проблемот. Ти предвиди суд. Па ако нема потреба ни еден спор да има на суд, најубава работа. Ама ако има... И јас ви благодарам што вечерва бевте мои гости. За предходните премиери со исклучок на еден беше прашањето а што ќе прават кога ќе им заврши мандатот, некои станаа пензионери, некои полуполитичари.
Па ова е можеби еден добар предлог дека од премиерската фотелја може да се оди на нешто уште многу попривлечно и додека професорот Фрчковски се занесува како да ја прави Четвртата република, јас тврдам дека овој амандман во Уставот е правењето на Четвртата република со парите, па професорот нека остане да размислува за Петтата република, на што така изгледа. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости.